Добро утро, добро дојавте на моето ново видео. Уште ми се спие, ова денес си зададов мисија да направам своја видеоигра за 5 сати. Немам појма како, ама ми звучи многу добро и многу предизвикувачки и интересно, така што одиме да научиме како. Океј, пристигнав во M3DS, каде што ќе треба да научам тука да направам својата прва игра во 5 сати. Ова е мојата работна позиција. Од ова чудо ќе треба да започнам тука и некако да успеам да направам игра. Не знам ни јас како, ама идеме сега да научиме. Океј, значи ова е Unreal Engine. Unreal Engine е game engine во кој што се прават многу познати игри. Една од најпознатите игри моментално што се прави во Unreal Engine 5 е Witcher 4, што е многу интересно. Мислам ќе речеш Fortnite. Најбитното нешто за почеток во секој софтвер е како се движиме. Ако држиш десен клик, можеш само да си ротираш камерата. Исто како да играш игри, додека држиш десен клик, WASD, ти е за да се движиш низ светот. Океј, за навигација? Да. Добро. Некој од најбитните кратенки што ќе ти требаат се Control и Space. Тоа ти отвара целиот проект што го имаш ти, сите асети што треба да ги ставаш. Ова е Unreal. Значи Unreal е Real Time Engine, што значи дека све е исто како во игра. Значи можеме на WASD да се движиме, во енџинот си има built-in физики, значи на Space можеме да скокаме, да буткаме. Имаме еден многу добар темплейт што можеме да го започнеме за било каква игра да правиме. Обично за било која игра се почиња од овој темплейт, ако сакаш, иначе можеш и од скрос од поново да почнеш. Ова ни е на нас у принцип како темплейтче, од кај што можеме да почнеме да правиме, еве, денеска тоа што ќе го правиме на пример рейсинг гейм. Ние комплетно ќе направиме друга игра, само што ќе почнеме да речеме од овој темплейт. Прво и најпрво ќе кликнеме во floor тука што пише, ќе кликнеме на delete. Ќе го избришеме, само delete на тастатура. Свес нема. Ќе почнеме да си ставаме наши асет и ќе си почнеме со некои од паковите што ги имаме више спремни. И можеме да почнеме да си градиме некакво патче. Например, ако само го драг енд дропнеме патчето во светот, само си драг енд дропаме ствари во светот и генерално повеќето од времето све си работи како што треба. Да си редам улица сега треба? Да. Трите најбитни кратенки што ќе ти бидат потребни у Unreal, тоест 4 да речеме, се Q, W, A, R. Ако имаш играно Dota, LoL, што и да е, исто го да пушташ маги, W е Move, E е Rotate и R е Scale. Можеме да направиме дупликат од овој модел само со држење на Alt и влечење на стрелката за Move. Значи си правиме уште едно патче. И вака можеме да си правиме колку сакаме патче. Гледаш што си направив, јас сум многу горд на ова. Иако е само улица, ама до сега е редев да може да биде ваква, јас сум си многу горд на ова. А те кој знам кој што се може да се реди да се прави? Ќе се заразам со ова, мене тоа ми е најголемиот проблем, ќе се заразам, после ќе сакам ова нонстop го правам. Одиме понатаму. Ова колку и да стискам правам планини. Да. Може ли цела подлога да стане пример трева? Цел лендскейп. Може. Landscape, да ги кликнеме сите овие layer infos. Значи само место none да ги кликнеме сите. О мај гад. И сега има тревичка и све што и ни расте на секаде, малце е нелогично, ама битно личи убаво. Тоа е најбитно. Секој град не е град без згради и не улици више имаме, или све друго, нели? И тука сега имаме куки. Одовдека можеме да почнеме да редиме, да речеме кај што сакаш, како сакаш, можеш да си ставаш кукички. Бум. Еве како си ги редам моите сите зградички и пропс. Пробувам да си направам како свое градче тука. Не изгледа воопшто лошо. Дури ставив да има и автобуска, ставив и да има тука столчиња со маса, ставив дури вако како се вика трансформатор. Овој град добива живот. Сега ќе продолжиме да ставиме дрвца. Да идеме на шумарски се. Да ставиме дека сме наводно во некоја шума, за да не се гледаат овие градово крајот на светот и све и свашта. Моментално
едно само угово светче, ама не е игра. Да се направи игра во Unreal треба да се искодира некаква логика. Целата логика на Unreal е базирана на C++, ама ние денеска ќе користиме нешто што се вика Blueprints. Тоа е исто како C++, само е многу по, аз го викам human language направено. Ако направиме десен клик, направиме една нова Blueprint клас, направиме едно акторче. Актор е на пример било што може да се состои во светот и да го отвориме. Тој идеме на евент графот, за да се случи нешто во Unreal мора да се случи некаков настан. Односно, ќе избришам долните две, ќе го оставам само ова event begin play што ни е останато. Све што треба за да се случи нешто во Unreal треба вакво црвено настанче и после него нешто се случи. Односно од стрелчето овдека само ќе извлечам со лев клик и ќе пуштам. И ќе ми искочат милион ноутс. Овие се више преднаправени во Unreal и можеме ние да се направиме што сакаме. Сега за почеток само ќе срчнам print string, за да видам што се случува. И гледам дека ова ќе ми стане од сиво црвено, што значи дека е активно. Програмерското hello world, најосновното нешто на секој прв час информатика у средно. Сега можеме да го изгасиме тој Blueprint и да го drag and dropнеме во светот. Кога ќе го drag and dropнеме во светот, ако кликнеме само на play, ќе видиме горе лево овдека дека ќе ни пишува hello world. Тоа значи дека Blueprintот ни работи. Океј, сега влагаме на целосно направен самиот огромен. Не можам да замислам колку саат има ова. Има да се шеташ бесконечно низ ова и сега исто во цела оваа огромна мапа, толку детално направена. Може да играме, мислам дека ако стиснем, можам да се именувам и колички како би сакам. Еги, јас ќе одберам да играм со ова. Истовремено додека возам, кај менував агол на кец. Вак. Кога гледам колку подобро изгледа од мојот свет. Ајде да видиме. Ефер, ти ја знаеш мабо. Чекај, јас сум први доле. Ало, па не знам, размислам. Чекај, стој! Јас сум доле. Преврти скроз. Ти ја знаеш мабо на памет и сите криви. Првиот 6 barrels. Еј, почека малце. Чекај, рикам. 5. Еве 5. 6. Не, мене нема веќе. Сите ги собрав. 7. Сите ги собрав. Исто сме. 8 имам ја и ти имаш 8. Нема дерас нигде. 10. Ајде. Со ова сме завршени. Сега одиме прошетаме и видиме кај сме воопшто. Иначе слушнав дека исто што го правев јас, оствари може да го прави секој од вас и дека истото буквално може да го искуси. Така да што е тоа и кога се дешава тоа? По принцип секој може да дојде од 10 јуни до 30 јуни се одржува настанот. Слободен е за сите влезот исто така да ако сакате да научите како да работите во Unreal за околу 5 часа, слободно може да поминете и да се пријавите. Чекај, значи е бесплатно скроз. Да. И секој што сака може да се пријави тоа почнува 10 јуни. Да. И треба 20 дена. Да. Најс. Исто да ги имаме многу добри награди за победниците. Така да и тоа исто така треба да го. Дали наградите ги знаеме или ќе останат тајна за ова? Имаме многу ствари поврзани со академијата, има некои други ствари што ги немаме уште кажано, али главно имаме многу добри ствари со околу академијата. Најс. Има тука. Аха. Што криете тука? Што криете тука? Тука личи кога да е заклучено. Тука луѓе работат, сега ќе им сметаме. Што се прави тука? Тука се прави конј. Како се прави? Ова се прави скроз од нула. Скроз од нула, техники изибраш едно друго. Чекај, дали ова е како готов модел на конј или ова се црта скроз од нула конјот? Скроз од нула се почнува се, секоја облека, све рачно се додава, секоја текстура. Види колку детали има на него. Океј, назад дома презадоволен. Не знам колку успеав во ова видео да ви доловам, затоа што беше стварно тешко, онака поголем дел само седиш на компјутер и ја правиш играта. Ама јас стварно од ова се вратив многу среќен и со едно ново искуство, што и најмногу обожавам цело време, онака највредно е кога се стекнуваме со нови искуства и кога истражуваме и јас добив желба да копам за ова поише, да го правам ова пак, можеби за некоја година и
би се впуштил во нешто такво, кој знае. Многу често, посебно вака како помлади, најчесто не знаеме што е тоа нашето, со што сакаме, можеби, кој е нашиот dream job, кои се нашите сони, што онака се уште не знаеме, и единствен начин да го добиеш тоа нешто што сакаш да го правиш понатаму или можеби цел живот е постојано да копаш додека не го најдеш тоа нешто. Така што за некој од вас, дури можеби и за мене, ова е нештото, така што стварно ви препорачувам да го искусите ова. Е многу добро што нештото се случува и што буквално бесплатно, а добивате толку многу. Кој и каде ова го дава инаку. Предобро, стварно ви го препорачувам на сите. Не знам до сега дали ги сваливте сите информации, нештото се случува од 10 до 30 јуни. Најглавно доле во описот на ова видео имате линк за пријавување. Секој што сака да се пријави, дури и да си сам, или ако сакаш да си пријавиш цела екипа, или можеби двајца, тројца или четворица. Пријавувањето трае до 9 јуни. Најдобрите добиваат стипендии во M3DS Академија за 3D Design Game Development. Добиваш бесплатен курс за Unreal Engine, што сега баш е доста движечко и тек се усовршува, и стварно и Fortnite, што мене можеби на мојата публика е најблиску се прави во таа програма. И тоа, ако те интересира ова, не чекај, пријави се. Можеби трајало предолго, премногу замарам, ама мене стварно беше искрено најубаво искуство и ви го препорачувам на сите. Ако било што од ова те интересира барем малку, откривај уште, копај уште, пушти се во ова, можеби ова е твоето нешто. Фали што гледаш ова видео, стави лайк, стави subscribe за уште видеа и ние се гледаме следното. А се гледаме еден ден на GDHT, само не знам кој точно, ама тоа ќе го најавам на Instagram, така да следиме таму. Чао!